Се чувствувам прилично извалкано од нашиве мизери, му порачува актерката Лабина Митевска во отвореното писмо на премиерот Зоран Заев. Таа го кани Заев на премиерата на филмот кога денот немаше име. И во писмото директно обвинува за цензура и политички притисоци. Ова е мое трето писмо до вас во изминативе неколку недели и прво кое мора да биде јавно. Во првото ви известив дека според третманот на филмот кога денот немаше име, со обид да биде исклучен од репертоарот на овогодишниот фестивал Браќа Манаки, иако веќе беше поканет уште од февруари во Берлин од директорот и селекторот на фестивалот, и според други сигнали по неформални канали дека постојат силни индиции за спроведување цензура и политички притисок. Ова досега беа индиции впечатоци, а сега малку за евидентни докази за раѓање на нов и многу пострашен режим од груевизмот, за кој доколку вие не реагирате, подитно ќе ја сносите директно целата одговорност. Во отвореното писмо до Заев, во кое таа објаснува како е финансиран и сниман филмот, продуцентката бара тој да го отпушти Златко Теодосиевски, советник на министерот за култура, затоа што во колумна на неговиот блог напишал дека во новиот филм на Митевска имало говорна образа против албанците, со што според Митевска грубо ја злоупотребил својата службена позиција. Во врска со нејзините обвинувања за цензура и политички притисок, со реакција се огласи Министерството за култура. Во реакцијата се вели: Министерството за култура децидно ги отфрла обвинувањата за какви било закани и притисоци од страна на Министерството за култура и владата на Република Македонија по однос на прикажувањето на филмот кога денот немаше име на Теона Митевска во производство на продукцијата Сестри и брат Митевски. Напротив, токму владата на Република Македонија, надлежната агенција за филм и Министерството за култура помогнаа да се разреши ситуацијата од пред неколку месеци помеѓу организаторите на фестивалот, Друштвото на филмски професионалци на Македонија и продуцентите на филмот, пошто тој беше прикажан на годинешното издание на фестивалот Браќа Манаки. Токму со тој потек оваа влада и раководството на Министерството ги демонстрираа во практика вредностите за кои се залагаме: отвореност, слобода на говор, можности за отворени дебати, рецензии и критики. Што се однесува до колумната на Златко Теодосиевски, од ресорното министерство потенцираат дека неговата колумна е негов личен став, кој не ги одразува официјалните ставови на Министерството за култура. Во колумната, која што беше објавена на порталите Плюс Инфо и Либертас и во весникот Слободен печат, Теодосиевски го опишува филмот на Митевска како зло кумулирано во 90 на минути, кое што свири на тенките националистички и етнички жици, подметнува, обвинува, се затскрива зад група млади луѓе за да шири омраза и невистини. Кога денот немаше име, ја имаше македонската премиера минатата недела на фестивалот Браќа Манаки во Битола, а на 12 октомври ќе има кинопремиера и во Скопје. Филмот е инспириран од масакрот кај Смилковското езеро.